Почитувани, СДСМ повторно сака со народни пари да ги покрие долговите, кафанските сметки и луксузирањата на нивните функционери и директори на општинските јавни предпријатија. СДСМ свесни за тешкиот пораз кој им престои во април, во пресрет на изборите имаат намера да префалат пари од државниот буџет на општинските јавни предпријатија за да можат да спроведат класична предизборна и изборна корупција и подкуп на граѓани и гласачи, со една единствена цел да останат на власт. Откако пред 14 месеци власта директно од државниот буџет на општините им исплати околу 49 милиони евра токму за отпис на долговите, овој пат, непосредно пред избори, СДСМ има намера повторно да ги прости нивните новите долгови, составени од расипничкото трошење и луксузирање на нивните неспособни директори на локалните јавни предпријатија низ градовите во Република Македонија. Имено, станува збор за поголем број на јавни предпријатија од различни општини ширум државата, кои откако пред речиси една година добија финансиска помош од централната власт и подмирување на тогашните долгови, сега за само една измината година повторно се заглавени до гуша во долгови. Ке набројам неколку примери на општински јавни предпријатија кои што нивниот долг не само што не се намалил, туку енормно се зголемил. Пример. Јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти Радовиш за само една година го зголемил својот долг за неверојатни 384%. Јавно предпријатие за комунални дејности, комунална хигиена Новаци, од 165.000 денари долг во 2018 стигна на 448.000 долг во 2019. Јавно сообраќајно предпријатие Скопје од 33 милиони денари долг стигна на 72 милиони денари долг, повеќе од дупло. Јавно комунално предпријатие во општина Могила од 387.000 денари на 788.000 денари, скоро дупло. Јавно предпријатие за енергетски дејности Струмица газ од 5,7 милиони денари долг на речиси 11 милиони денари долг. И тие го дуплираат долгот. Јавно предпријатие услуга Берово од 23 милиони денари на 40 милиони денари. Јавно предпријатие за паркиралишта Градски паркинг Скопје од 10 милиони денари долг на 16 милиони денари долг. Јавно комунално предпријатие Комуналец Струмица од 172 милиони денари долг на 241 милиони денари долг. Јавно предпријатие за паркинг Билјанин извори Охрид од 19 милиони денари на 24 милиони денари долг. Водовод и канализација Скопје од 215 милиони денари на 240 милиони денари долг. Турија Василево 10,6 милиони денари на 12 милиони денари долг. Комуна Крушево 20 милиони на 22 милиони денари долг. Исар Штип 104 милиони денари долг на 112 милиони денари долг. Токму ова е резултатот и штетните последици од раководењето и владењето на оваа расипничка власт, кои СДСМ има намера да ги плати и покрие со пари на граѓаните. СДСМ уште повеќе се вплеткува во сопствената лага, тврдејќи без никакви аргументи дека ваквата мерка е во интерес на граѓаните. Сепак, податоците и фактите говорат дека СДСМ повторно дрско лаже. Целата македонска јавност знае дека овој предлог закон за отпис на долговите е во интерес само на функционерите на СДСМ и заштита на нивните криминали и луксузирање на сметка на граѓаните. Дополнително, уште еден доказ и потврда за катастрофалната состојба, огромниот криминал и корупција во која се наоѓаат не само општинските јавни предпријатија, туку и Република Македонија во целост, е последниот извештај и рангирање според угледниот британски весник Економист, кој Македонија со оваа власт предводена од СДСМ ја сместува во групата на држави со хибриден режим и се наоѓа рамо до рамо со земји како Кенија, Танзанија, Мали, Сиера Леоне, Непал, Сенегал, Пакистан. Очигледно, по сите катастрофални политики, криминали и скандали,
Само СДСМ и луѓето околу нив веруваат дека можат да избегнат народната казна и тешкиот изборен пораз кој ќе го претрпат на 12 април. Што побрзо го сватат ова, тоа подобро ќе биде за граѓаните на Република Македонија. Затоа, ние како пратеници од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, уште еднаш ќе повториме дека нема да видиме соучесници во овој грабеж на народните пари, кој што СДСМ има намера да го спроведе, се со цел заштита на своите неспособни кадри и директори, како и предизборни и изборни манипулации, подкуп и купување на гласачи. Благодарам.